Добро вечер, добро дојдовте 24 анализа. Веќе дебатата на големо е почната во студиото на телевизија 24. Правосудството пука по сите шивови, ја отворили аферата од ДКСК за спорни уверенија на студенти, а дел од нив кои што полагале и правосуден испит, Очтуловиот факултет, целата гнилост на македонскиот правосуден систем. Ке има ли одговорност за тоа, можно ли да се случи ревизија, да бидат одземени правосудните испити, меѓу кои и оној на синот на собранискиот спикер Талат Џафери, кој го дозволил и зошто институциите сите криваат раменици и се едни од клучните прашања. Дополнително, како може држава да се представува како држава во која што владае правото, а во една недела да се случат повеќе земјотреси во правосудството, како оној во оставката на претседателката на Судскиот совет Павлина Црвенковска, која што кажа дека си оди поради тоа што не е подобна за судско бизнис елитите во Македонија, а институциите со се премиерот на чело само е упатија да ги пријави притисоците. Дополнително тука и аферата, односно сомнежот кој што го предизвика изборот на Исламабази за обвинител за гонење криминал и корупција и фотографиите кои што излегува во јавноста за неговата блискост со функционери. Надури, право и политика одвоено или во Македонија едното исто? Јас сум Душица Мрѓа, а вечерва во 24 анализа дебатираат и гостуваат професор Јетон Шасивари од Универзитетот Југоисточна Европа. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер. Благодарам што прифативте поканата. Билјана Ивановска, ДКСК. Актуелни сте многу периодов, меѓутоа и оние сознанија кои што ги изнесовте се шокантни, ќе зборуваме повеќе на таа тема. Добро вечер. Добро вечер и благодарам за поканата. И Туша Гушев, актуелен адвокат, меѓутоа поранешен министер за правда во Македонија. Малку ќе прозборуваме околу ингеренциите и на Министерството за правда, и секако и си тоа што го кажа во воведот. Добро вечер и вас ви благодарам што сте вечерва тука. Добро вечер и благодарам што ме поканивте. Благодарам што прифативте поканата. Она што е интересно е дека оваа афера која што ја отвори ДКСК ја бранува јавноста. Денеска излезе и составот на комисијата која што го вршила правосудниот испит во Министерството за правда во тој според период. Тројца врховни поранешни суди, председатели од нив двајца разрешени, поранешен правобранител, актуелен член на Советот за јавни обвинители, поранешен судија и председател на Сдруженијето за суди, сите тие биле дел од таа комисија, меѓутоа сите тие денеска велат нивната работа биле само да прашуваат. Ти немале појма дали некој исполнувал услови или не исполнувал. Меѓутоа, она што е интересно е дека на седницата кога се отвори аферата, вие меѓу другото и кажавте дека одговорноста може да се бара и во членовите на тогашните комисии и министри за правда, како и кај универзитетите кои дозволиле незавршени студенти да се третираат како целосно завршени. Да, ние имавме генерална оценка во смисла дека секој оној кој што учествувал во тој процес сносува некаква одговорност. Се согласувам до некаде со изјавите на членовите на комисијата, бидејќи секој си има своја работа, своја обврска, свое задолжение. Нивното било да го оценат знаењето на кандидатите, кои што претходно требале да поминат административна контрола и да добијат решение за да полагаат. Значи, тие поднесуваат барање до Министерството за правда, кон барањето ги приложуваат своите документи и врз основа на тоа треба да добијат решение. Решението го издава министерот или од него властено лице. Мислам дека клучниот момент е баш во тоа. Кој е оној кој што го издал решението за кандидатот да полага, односно за кандидатите да полагат. Бидејќи сега да не зборуваме само за една, ние имавме конкретен пример, да, конкретен предмет, меѓутоа како многу пати до сега од еден предмет се откриваат појавите во државата, така да и во овој случај е тоа. Професор Шасивари, Штуловиот универзитет во Тетово од 2008 до 2012 издавал дипломи со звање што ги добива дипломиран правник со 4 студиски години, но со број на кредити како правници со 3 студиски години. Ова е заклучокот на ревизијата која што направи вонреден инспекцијски просветен надзор по барање на ДКСК. Како
ви се случи над 400 студенти да добиваат вакви дипломи? Уверени? Сега, као прво, нашиот универзитет е реновиран универзитет. Нашата диплома е престижна диплома. И ние сме прв универзитет во наша Македонија што откако е основан го применува болонскиот процес, односно студиите според Болонската декларација по барање на Европската Унија. Во овие денови имаше разноразни толкувања и интерпретации, така да во записникот на Државниот просветен инспекторат не е констатирано незаконско постапување, туку предметот, односно процедурата е запирана, така да нема констатација за незаконско постапување или пак некое решение за отстранување на незаконитостите во тој аспект. Ние како универзитет сме, значи, во тој аспект секогаш водиме сметка за законитоста и апсолутно ги одбиваме овие негативни конотации во јавност. Што се однесува до конкретниот случај, тој период, мислам дека за да се даде председателот на собранието, без оглед, јас би сакал да имаме должна почит не само кон колегата Барлет Джафери, туку и кон сите други студенти правници во Северна Македонија. Тоа се наши колеги, така да мораме да водиме сметка за дигнитетот на луѓето. Иако имаше стигматизација кон одредена личност, а по тоа што проследив од изјавата на Државната антикорупцијска комисија, имало повеќе случаи и никој не може да ме убеди, например, дека сите случаи се од Универзитетот на Југоисточна Европа. Тоа што сакав да го кажам е еден факт, дека зборуваме за појава. Значи, појава во високото образование. Во тој период, 2008 до 2011 година, ние сме биле како држава во транзиционен период во високо образовните установи. Јас пред малку кажав дека ние како универзитет сме први што откако сме основани сме го применувале болонскиот процес, значи Болонската декларација. И во текот на целиот тој период ние сме се соочиле со некои, да речеме, одбивања или негодувања од разни државни институции околу време трајањето на студиите. Само еден факт ќе ви посочам, 2005 година ние сме тужени, бидејќи тогаш издававме електронски документи, а сега гледам препорака на Државната антикорупцијска комисија за Министерство за правда е да има електронски регистар. Сакам да кажам дека ние сме предвесник и пионер на многу процеси во високото образование. Во конкретниот случај, тоа е транзиционен период и кога се констатираат некои работи, треба да се имат предвид и областа, значи високообразовната област. У тоа време во сила бил закон за високо образование од 2008 година. Ние како универзитет сме биле и пред тој закон, значи ние сме основани според претhodниот закон за високо образование од 2000 година и сме били единствени во Македонија што сме го применувале болонскиот процес на студирање, по барање на Европската Унија. Меѓутоа, државата, односно владата во овој случај, во тој период, доснела со чекорите. Значи, таа уредба, како по законски пропис, тој е главен, еден од главните подзаконски прописи на владата за утврдување на националната рамка на високообразовните квалификации, е донесена кон крајот на 2010 година, стапила во сила после 8 дена, тоа е крај на 2010 година, а има таму одредба дека за дескрипторите тие ќе се применуваат после 6 месеци, така да у тој временски период постапување во сила на уредбата на владата за националната рамка за високообразовните квалификации, тие уверенија веќе не биле издадени со степенот 7.1, туку врз основа на таа уредба на владата. И едно, значи, во тие уверенија има пасус
кај што пишува дека уверението и транскрипт на оценки се издава по барање на лицето и служи како доказ дека лицето е дипломирано се до добивање на дипломата. Значи, уверението никако не може да биде диплома. Сите знаеме дека секое вработување се врши во основа на диплома за завршено соодветно високо образование. Но уште едно треба да имаме предвид. Значи, зборуваме за ситуација пред 14, односно 15 години. Ние и ден-денеска имаме проблеми со институции кои што со правилниците за систематизација на работните места, значи се уште не се во согласност со барањата од Законот за високо образование. И нормално е дека дипломирани студенти по нивно барање преку тие уверенија конкурирале на разни јавни огласи. Ако тогаш законот, ќе ви дозволам, само сакам тука малку да разјаснам. Ако тогаш законот, како што велите, за високо образование се уште не бил транзиционен периодот. Како со степен 7 се стекнува дипломирани студенти кои што студирале 8 семестри и кои што освојуваат 240 кредити? Во дипломата пак стојат, односно уверението, 180 кредити што се освојуваат на студиот 6 семестри. И кредитите не одговараат за статус. Па тука е прашањето. Значи, првата уредба, подзаконски пропис на нашата влада... А до мене професорот велеше техничка грешка, дека. Не, видите, значи, првиот подзаконски пропис на нашата држава, значи, уредба на владата за националната рамка, за високообразовните квалификации, е донесена крај на 2010 година. Така да, ние не сме имале, не само ние како универзитет, ниту еден друг универзитет во Македонија немал национален регулаторен инструмент врз основа на кој ќе ги сообрази тие степени на дипломирање. Првата реченица е 180 кредити и 3 годишни студии. После следи степенот 7. 7 и 240. Значи, јасно пишува за каква диплома, мислам во овој случај, за какви студии станува збор. Господин Вучев, дали ако немало закон за високо образование, немало ни закон за правосудно полагање за правосудни испити? Темелна вредност на еден народ е по принципот легем патере квам ипсо фецисти, а тоа е почитувај си го законот кој сам си го донел. Кога собствениот закон сам не си го почитуваш тој што си го донел, тогаш ги рушиш практично темелните вредности на еден поредок, на еден систем кој сам си го воспоставил и на крај се добива впечаток дека владењето на правото и правната држава заостанува над волунтаризмот, арбитрерноста, самоволието или нестручното толкување на одредбите од законите и така натаму. Ако зборуваме за конкретниот предмет, во Република Македонија првиот закон за полагање на правосуден испит е 1980 година донесен, каде што точно се определени кои се условите за вие да може да полагате правосуден испит. Правосудниот испит не е ништо друго, тој е само проверка дали конкретниот кандидат е способен да ги применува правните регули и правните правила и дали преку неговото делување во правниот поредок е способен тие регули да произведуваат правни действија по принципот окасио легис и ратио легис, а тоа е причината зошто е донесен законот од една страна, а пак од друга страна кои се придобивките од донесувањето на ваквиот закон. Што значи дека во конкретниот случај ние веќе сме имале закон за полагање на правосуден испит 80 година, нов закон 88 година, третиот закон е 2010 година, четвртиот закон е за кој сега зборуваме, е законот службен весник Бој 137 од 2013 година, надополнет е 2015 година и сега имаме нов закон, за тој не е предмет на расправа сега да го расправаме.
Во законите важи еден принцип на хоризонтална колизија. Доколку некој термин или некој правен институт не е дефиниран во технолошко-правна смисла, за да може да биде утврден како правен институт или алатка во системот, тој не може понатаму да биде истиот како бланкетна норма пренесен во друг закон. Ако го погледнете членот 5, став 3 и став 4 од службен весник број 137 од 2013 година, точно се дефинирани кои се условите за да може да се јавите како кандидат за полагање на правосуден испит. Во точка 4 пишува точно: испит може да полагаат и лицата кои се дипломирани правници, кои студирале според Болонската декларација и имаат 300 кредити според Европскиот кредит трансфер систем ЕКТС со работа од најмалку 2 години на правни работи во други државни органи на единици на локална самоуправа, трговски друштва и други правни лица и издруженија на граѓани. Да сублимираме, значи синот на собранискиот претседател според ова нема право да полага правосуден. Според логиката на законот, недипломиран кандидат не може да се вработи, не може да обавува правни работи, не може да има стаж кој е потребен за полагање на правосудниот испит и доколку не е дипломиран правник, тој воопшто не може ниту да полага правосуден испит, ниту пак со полагањето на тој правосуден испит да учествува како оспособен правник во системот на правото, се мисли на правосудниот систем и на убавување на сите правни работи, да може испитот, правосуден испит, да го има значењето кое го предвидува самиот закон за полагање на правосуден испит. Што значи дека во конкретниот случај, кој не ги исполнува условите согласно на член 5 од законот за полагање на правосуден испит во тоа време, службен весник број 137 од 2013 година, тој го прекршил законот, ги прекршил одредбите, но и Министерството за правда у тоа време прави кардинална грешка, затоа што во членот 12 став 1... Зборуваме. Сакам Ивановска да ја вклучам во дебатата, бидејќи како беше... Тоа само да последно да кажем за тоа. Можно ли е недипломиран правник да може да обавува правнички работи и да се вработува на правни задачи? Тоа е абсурд, тоа е пробација дијаболика, за која ние може да разговараме цела вечер, затоа што ако е така со тоа уверение да може да се исполнат условите во член 5.4, тогаш се поставува прашањето: дали при немање на закон може законот за полагање на правосуден испит да стави услов кој треба да биде исполнет, а не е дефиниран согласно на закон? Настанува хоризонтална колизија на законските прописи, што практично во еден систем на правни норми воопшто не можат законите да бидат контрадикторни едни на себе, ниту пак едниот на другиот да му дефинира нешто што тој не го дефинирал како основен закон. Во конкретниот случај, во членот 5 став 4, точно е дефинирано што значи услов за полагање на правосудниот испит. Само уште нешто ако може. Има и став 5. Има. Може ставот 5 да го прочитате? Да, ама тој став 5, еве го читам. Времето поминато на практика заради стручно успособување. Тука зборуваме на практика. Може до крај само да се прочита. Во суд, јавно обвинителство, државен правобранител, народен правобранител, адвокат, нотар, извршител, во согласно со законот, како се смета тоа за работа во државни органи, нели? Чекајте, полека, вие прескокнувате еден стадиум. Не, ама членот треба да се прочита со сите ставови. За да може да се вработите,
треба да имате уверение, диплома, треба да се пријавите во заедницата за вработување, треба да бидете заверени таму како кадар со завршен... Значи, самиот закон, што вие го цитирате, од 2013 година, за мене не е тој, мислам, тој закон што е, за мене е многу побитен законот од 2010 година, бидејќи ја зборувам од аспект на високообразовната дејност. Вие сигурно знаете дека законот за правосудниот испит од 2010 година имал ретроактивно важење. Ретроактивно важење... Само едно да објаснам. Значи, он е донесен некаде јануари, стапил во сила февруари, а почнал да се применува од 1 јануари 2010 година. Оспорен е тој закон пред Уставниот суд и Уставниот суд, значи, под образложение дека има предвидува повратно дејство, Уставниот суд донесува решение некаде март 2010 година да не поведува постапка. Според уставно-судската анализа на Уставниот суд, јас се согласувам со таа уставно-судска анализа, ретроактивно важење според нашиот устав законот може да има ако е поповолно за граѓаните. Според оценката на уставните судеи тогашни, повратното дејство било поповолно во смисла што тој е тој закон круцијален од 2010 година што овозможил на студенти што завршиле според Болонјската декларација да стекнуваат право да полагаат правосуден испит. Значи, според уставно-судската анализа се проширува кругот на лицата кои стекнуваат право да полагаат правосуден испит, вклучувајќи ги и студентите кои студирале според Болонјската декларација. Значи, јас гледам на ова прашање од високообразовна перспектива. Значи, од високообразовна перспектива. Сакам да прашам со колку кредити е дозволено. Значи, никој не им пречи на студентите што студирале по Болонскиот систем да полагат. За тој транзиционен период за кој зборев пред малку, од 2008 до 2012 година. Значи, тоа ми е зборот, дека зборуваме за еден период што е транзиција во поглед на високообразовната дејност. Па тоа е, мислам, вие во вашиот допис или информација кажувате дека тој е тој период, значи во тој период се издадени толкав број на уверенија и така натаму. Затоа тој период е многу битен за да се расчисти пред јавноста. Така, значи вака сега точно дека тогаш во тој период студентот завршил 3 години, односно 6 семестри и освоил 180 кредити во тој период. Така е. Меѓутоа се запишал во период во 2015. Значи правилата кога тој се запишувал на за да полага правосуден испит биле дека треба да има 300 кредити. Проблемот е што тој ги немал тие 300 кредити и некако предпоставуваме сега ние, бидејќи не можеме да ги најдеме документите во Министерството за правда, со тоа што на уверението пишувало 7/1, како да има завршено, нели, класичен факултет. Предпоставувам, можеби така си мислеле луѓето са. Не знам, карикирам. Немаме, пак ќе кажам, немаме документација, немаме решение да видиме што стоело во решението и така натаму. Меѓутоа, тоа внесувало забуна. Значи, во тоа време се согласувам дека законската регулатива била недоволно јасна и се тргнало по, да кажеме, по навика, завршен факултет со 3 години да се изравни со завршен факултет од 4 години и да се додаде истиот степен на 7/7. Предпоставувам дека тоа било маката и затоа се донел законот за национална рамка за квалификација. Не, тоа е уредба. Закон е. Во тоа време, 2010 е уредба на владата. Добро, јас видов дека има закон од 2013. Добро, сега зборуваме за тој период, 2008 до 2010. Тоа е тој период. Мислам, после тоа, еве и почитуваниот министер зборува за периодот од 2013 со законот од 2013. За мене лично за тој период е многу битен законот за правосуден испит од 2010 година, бидејќи тој е тој закон
наш национален закон, што овозможил 2015 што овозможил Значи важел законот студенти- Службен весник бој 137 од 2013 година. Значи, законот од 2010 година Дозволете е тој се. закон што овозможил студенти што завршиле според Болонската декларација да се прошири тој круг на Ама со 300 кредити. Да, со 300 кредити. Видете сега. Почитувам Гошев, дали министрите Почитувам во професор. поранешна Југославија имале дискреционо право за предвремено полагање на Дискреционите правосуден права испит? Кај нас Бидејќи сте биле министер тој период близок до поранешна Југославија, може одговор дали во бивша не Југославија и сум автор министрите на тие имале закони, дали министрите сум ги по предлагал на правосудство собранието. во бивша Југославија имале дискреционо овластување Дозволете. да дозволат предвремено полагање на правосуден испит? Па не знам како Точно се, е јас не прашање. сум правник, еве вие двајцата Мислам, сте јасно правници, прашање. меѓутоа јас еве да ве прашам нешто. Како може да има министер дискреционо право да доделува на некому право да полага, кога има пропишани услови, дури има и казна за оној што ќе дозволи некому да полага ако не ги исполни условите. Тогаш што правиме? Каде е Каде е дискреционото? пропишана таа казна? Па во за стариот момент? закон има Може казна. одредбата Па и да тука се има. прочита Па каде ете, е тука е цел пропишана закон. казната? Има и казна 2000 евра, колку беше? 1500 евра. Ете така. Па за тој што ќе дозволи некому да полага ако не ги исполни. Еве, во членот 27.9 глоба во износ од 1000 до 1500 евра во динарска противвредност ќе му се изрече на министерот за правда ако не го донесе решението во рокот утврден во член 7. А за да донесе тој Ама имаше решение, и ако донесе Ама решение, тоа не е ова Не, што има има и таков член. председателка. Има. има. Има и таков Ако член. има да се прочита, кој е Има, тој има. член? Го читавме со Лудовска читав. некња. Видете сега. Не, ако читаме од На тој закон правна да се сила прочита. е уставот донесен 91 година. Сите законски акти, подзаконски акти треба да бидат усогласени согласно на одредбите од уставот кој е на правна сила. Во членот 14 од уставот на Македонија, судовите нити имаат законодавна функција, нити можеат со креативно толкување на закон да донесуваат одлуки кој е строго забрането, бидејќи на ваков начин го рушат правниот поредок и практично судовите стануваат лекс анимата. Тие ги носаат законите, тие ги спроведуваат законите. Кај нас, во членот 51 од Уставот на Република Македонија, точно е нагласено дека секој е должен да го почитува Уставот, законите и подзаконските акти. А да ве прашам вас, ќе најдете член кај што пише дека министерот има дискреционо право? Апсолутно никако. Па самата, Нема. видете сега, ние Па нема. навлегуваме Кај нас во е едно друго забрането прашање. Значи, имате, например, закони каде што пишува, Може едно, пример при може едно вработување. контрапрашање, зошто сегашниот закон од 2019 година изречно забранува предвремено полагање на правосуден испит? Затоа што Зошто имало потреба законодавецот да донесе таква законска одредба? Очигледно поради се тоа што се случува. Значи, два начини на пишување на закони има. сега не навлегуваме во номотехника, ние Па зборуваме за викате зошто приведување на така го закон. направил. Некој За да не Штом текне на законодавецот За да не му со текне на сегашниот некој закон да од се 2019 пропишал изречно забрана за предвремено полагање на правосуден испит, тоа кажува многу. Член 12 од Законот за правосуден испит. Министерот за правда или од него одвластено лице со решение утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на испитот. Каде тука се гледа дискреционо право или каде не се гледа? И кој го толкува? Каде тука има дискреционо право, господин Значи, за професор ова, Шацеве? вие треба да ги каните министрите, се што се од поново време, имало повеќе министри за правда, Да. и како Имаш таа изјава Билбил пред одредба, некој ден за истово прашање. И тој се повика на дискреционо право. како била применувана, значи, ова законска одредба. Дали министерот донесувал поединечни решенија дали за ова секој си сите... го толкувал како што сака? Значи, Значи, на дискреционо зборуваме за право тука е применување. Дали злоупотреба. министерот донесувал поединечни решенија за секој кандидат? Да.
Или пак За секој? Или пак, му била изготвена листа, список, со сите кандидати, тоа он само парафирал. Не. Значи, сега ние зборуваме можност за пременување. За ова треба на емисија да ги имате министрите за правда. Виде сега. Не, мене, бидејќи овој член го научивме, извинете, периодов сите го цитираат кај да се свртиме. Дури министерот актуелниот Панчевски пред некој ден се повика на дискреционо право на министер за правда. На можноста, дали случајно, демек се искористило дискреционо право. Меѓутоа, законот не остава простор за користење на дискреционо право. Дискреционото право создава ризик за злоупотреба. Рушење на правниот поредок. Така е, значи ние се бориме против... Може да го замислиме правниот поредок без дискрециони овластувања? Апсолутно во нашиот систем може да се замисли правен поредок без дискрециони овластувања? Дискрециони права кај тоа е субјективизам. Да. Видете, тоа сакам да кажам. Секој закон... Проверете во американскиот правен систем колку дискрециони... Ќе разговараме и за тоа. Друга е демократијата во Америка, се не можеме ние се... Не, таму уште треба да имаме... Го се прашам како поранешен министер. Ај сега другата страна. Дали на вистина министерот за правда можел да знае за секој кандидат предвремено што полагал и дали исполнувал услови, дали завршил 7 степен, дали завршил 6 степен и така. Мора да знае. Може би во тој период ги имало, не знам. Еве зашто. Стотици. Во законот за полагање на правосуден испит, во членот 5, точно се определени кои се условите за да може да се јавите за да полагате правосуден испит. Тоа значи дека ако логички го развиваме... Јас не зборам кои се условите. Условите апсолутно се тие. Меѓутоа, нели таму... Дали е возможно... Имало комисија дали е возможно... Државниот секретаријат. Се поставува прашањето. Дали е возможно да министерот за правда донесе решение со кое ќе му дозволи на кандидат да полага правосуден испит, а не ги исполнува условите во член 5. Ако државниот, да речеме, секретаријат, како што велат од комисијата, вели тој кандидат исполнува услови. И министерот треба да проверува или како? Он или сам го проверува, или од него ангажира човек, овластено лице, кое ќе ги гледа сите документи, дали се исполнети условите и повторно му ги дава на министерот сите документи да ги потпише решенијата со кое ќе дозволи некој да полага или да не полага правосуден испит. Зашто одговорноста е негова. Секој подпис што го ставаме на хартија, стоиме за тој подпис. Значи, дали ние ќе овластиме некој тоа да го направи или ќе си го прочитаме сами, што секогаш мораме да си прочитаме што подпишуваме, значи тоа е одговорност на министерот. Прашањето е сега, каде се документите? Да, тоа не ми е спишасливо. Да, значи прашањето е каде се документите. Одговорот од Министерството за правда е дека согласно Законот за архивско работење и уредба за архивско работење, секој одговорно лице сам донесува одлука кои документи колку време ќе ги чува. Меѓутоа, поради важноста на ваквите документи, значи архивските знаци од, како што ми објасня мене, од 0 до 067 се заеднички за сите институции, значи кај нас од 08 почнуваат специфичните што се за ДКСК, 08 судирни интереси, 09 судирни интереси, 08 имотна состојба, 12 корупција, така натаму, да не ве замарам. Тие што биле од 04 се документи кои што треба трајно да се чуваат, односно минимум 10 години. Лиценцата е документ кој трајно е на правна сила и важи за секој. Документацијата е трајна и мора трајно да се чува во историскиот архив и истата да постои. Сега вака, значи ние сме попарале од Министерството за правда да ни достави барањето за полагање правосуден испит, прилог доказите за исполнување на условите за полагање на испитот кој кандидатот ги приложил кон барањето и решението со кое се утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање. Оттаму ни одговараат дека согласно уредбата документите се чуваат. Значи, они можеле
една година да го чуваат само барањето, како ливче. Барање од тој за тоа и тоа. Меѓутоа, документите и решението се документи кои што требале да ги чуваат подолго време, односно трајно. Да. Јас разговарав, нели, кога се договаравме дека ќе дојдам во емисијава, поразговарав и со директорот на Државниот архив и тој ми кажа дека документите од правосудните испити се чуваат во Државниот архив. Вика, ние сега ги имаме за пред 20 години. Тоа значи дека 20 години ги чува Министерството за правда, после 20 години ги доставува во архивот. Прашањето е каде се документите. И јас и нему му кажав, еви сега кажувам дека е зрела состојбата Државниот архив да оди да се направи контрола во Министерството за правда и да види каде се документите. Сега не станува збор само за конкретниот предмет. Збориме принципиелно како се работи и како функционира сето тоа. Мене ме дали вие како државна комисија имате овластувања или некои правни средства или механизми сето тоа да го прибавите. Да. Имаме закон. Епа. Па се обраќаме за да прибавиме. Само тоа ви е овластувањето? А како да идеме да ги прибавиме? По законот за спречување на корупција и судирот на интереси. Ставам едно прашање, дали можат да влизат да направат увид да одиме на лице место тамо? тамо? Читав една статија пред неколку денови дека не вие како државна комисија самите не прифаќате некои подсврсти овластувања. Нели е така? Овластувањата, Поголеми надлежности? Надлежности поголеми. Тоа е веќе друго прашање. Значи, не можеме ние да прифатиме надлежности што ги има обвинителството или судството. Тогаш треба да биде се во еден орган. Ние сме превентивно тело, превентивен орган, кој што работи и по предмети, односно и репресија. Меѓутоа, првенствено, како самото име ви кажува, Државна комисија за спречување корупција. Према тоа, надлежностите кои што ни се дефинирани во законот, ние си ги исполнуваме во целост. Докаде е нашата надлежност, за тамо постапуваме. Не можеме да се правиме ниту обвинители, ниту суди. Затоа, нашите предмети завршуваат со иницијативи за кривично гонење и до тука е нашата работа. Што најчесто барам, според тоа што го вилите се отфрлани или не се постапува по нив. А тоа и Динаски амбасадорот Грил го кажа во Собранието. Овој закон е од декларативен карактер, или јас би го нарекол семантички закон, зад кој се крие власта, во суштина дека ја регулира, ја прати, ја контролира таа работа на тој начин. Меѓутоа, во правото постојат три дејствија. Тоа е, првето е когитаре, одлуките кои ги донесува да го прави делото, агере, припремата за извршување на тоа дело, и перфикаре, последиците од тоа дело, кај вас недостасува третиот дел. Затоа законот е семантички закон според мене, они и да се утепаат работејќи, и 100 кривични пријави да поднесат, па дури и прекршочни пријави да поднесат. Прекршочните не се исполнуваат. Да, не можат они, у суштина, пенолошки никого да биде казнет за содржина на недело кое го прави при кршењето на законот и законските прописи. Дали е нужна ревизија на овие правосудни испити, дали тие може да бидат поништени во вториот дел од дебатата по рекламите? Правосудството во Македонија, како што може е темата на вечерашната дебата, секако аферата што ја отвори ДКСК за полагањето предвремени правосудни испити со спорни уверенија. Мои вечерашни гости се Билјана Ивановска, председателка на ДКСК, Туша Гушев, поранешен министер за правда, актуелен адвокат, и професорот Јетон Шастивари од Универзитетот Југоисточна Европа. Кој треба да одговара, господин Гушев? Одговорен за донесување на решение за полагање на правосуден испит е министерот за правда. Но тоа не значи дека министерот за правда нема институт за остварување и за поништување на тие права. Онаму каде што со закон се дава право, сега морам и на латински да кажам, тоа е ubiius ibi remedium, а тоа е начин и постапка на остварување на тие права. Сега, ако го погледнете членот 27 од законот за полагање на правосуден испит,
Од страна на министерот се формира комисија и која врши ревизија на начинот на спроведување на испитите одржани во последниот испитен рок, а максимален објективен рок му дава 5 години уназад да можат да извршат ревизија. Сега министерот донесува решение за одземање на уверението врз основа на предлогот на комисијата во рок од 3 дена од приемот на предлогот. Значи овде тоа сега се е поминато. Против, чекайте, ќе кажеме и за тоа. Против решението од став 7 на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението. И на крајот глоба во износ од 1000 до 1500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на министерот за правда ако не го донесе решението во рокот утврден во став 7 од овој член. Сега ги поминуваме границите веќе на законот за полагање на правосуден испит, но се отвара темата на кривичниот законник. Дали тие документи практично, согласно на одредбите од член 361 од кривичниот законник, станува збор за интелектуален фалсификат на документ. Документот е издаден од надлежен орган, во форма пропишана согласно на закон. Меѓутоа, содржината која содржи самиот документ не ги исполнува условите согласно на одредбите од закон. За кој документ? Се мисли на решението за положен правосуден испит. Не може не може оној кој како документ тој сигурно го има, мора да го има. Тој го има за тоа собственикот во министерството го нема. Тоа решение е фалсификувано? Па тоа е практично интелектуален фалсификат, бидејќи има два вида на повреда на законот. Има формална повреда, кога не е запазена формалната процедура. И материјалната содржина на актот, ако е спротивна на законскиот пропис, тоа е интелектуален фалсификат. Не е ништо друго. За жал, со ваква теза, тешко било кој суд во Македонија може тоа да го кажете. Како адвокат... Ако некој одговара за купена диплома од Бугарија или за купена диплома од не знам каде и донел врз основа на неја се вработил, стекнал одредени права, одговара за материјален или за интелектуален фалсификат, во конкретниот случај со тоа уверение за положен правосуден испит, вие може да станете обвинител, да станете судија. Тоа значи дека тој документ како лиценца ви дава права да остварувате кои не сте ги стекнале согласно на одредбите од закон. Можнева? Кривичен? Ваква... Не, јас кажав, со ваков приод, тешко дека пред било кој суд во наша Македонија да се докаже таа теза. Сега може така слични суди треба да судат. Мислам како адвокат би се огласи. Јас зборувам за какви се одредбите од законот. Така е. Јасно е, мислам, тие одредби треба да се читаат целосно. Има, целосно ги читаме у суштина. У суштина е јасни се дејствијата кои се направени. Тие не се спорни, а тие дејствија во суштина ја чинат содржината на неправото, кое го дефинира објективното битие на кривичното дело за кое сега ви зборува. Ова сепак треба судот да го каже. Судот ќе каже дали постои или не постои. Ние сега не можеме да кажеме дека некој сторил или не сторил дело. Ние се придржуваме на принципот правна презумпција на невиност. А и вториот принцип, познат во америчкото право, bill of attender, се вика не може на човек да му судиш преку телевизија. Треба да му даеш право да може да се брани аудиаторет алтера парс. Тоа во контрадикторна постапка да го докажеш тоа што сега збориме за тоа. Така.
поминало, вие се согласувате ли дека има начин да се направи ревизија, да се поништат, некој да одговара и кривично како што вели господин Антошев? Јас мислам дека се созреани условите оваа појава да се расчисти до крај. Да се направи, можеби, често пати до сега во изминативе години зборувавме за ветинг, зборувавме, па го забрававме, па го спомнувавме. Пред секои избори. Како биле условите, така се кажувал тој збор ветинг, меѓутоа можеби сега дојде вистинското време да се направи првиот чекор. А тоа значи да се направи една проверка на сите положени кандидати, на сите кандидати што положиле правосуден испит. Има начин како тоа да се направи и да се види на што сме. Колку од нив полагале со исполнети услови, а колку не. Колку тие кандидати се дел од правосудниот систем, а колку нешто друго работат. И дали може би се дели од адвокатската, може би му се колеги на колега денеска. Значи, работата е дали чинителите во правосудниот систем си дозволиле да прекршат закон од една страна, а од друга страна делат правда. По мене тие две работи не одат заедно. Принципиелно не оди заедно. Значи, се извинувам. Добре, може да продолжите. Сега, ако збориме за ветинг, треба конкретно која компонента по вашата идеја би се ветирала во овој случај? Ете искреноста, честност. Јас би рекол сега. Значи има компоненти кои се ветираат. Имаме модели, јас имам научен труд, можен ветинг модел кај нас. И сум го представувал во меѓународна научна конференција кај што бил присутен и самиот Рајнхард Прибе. Јас сум заложник. Значи на таа научна сесија беше почитуваниот Прибе, имавме интересна дебата со него. Чи извештај сите го заборавија? Сега, мислам, преминуваме во вториот дел од емисијата. Он има два документи, констатирани слабости и заложби што треба да се направат во блиска иднина, колку време е поминато, кои се резултатите, кои се заложбите и каков продукт имаме ние во правосудството. И затоа прецизно треба се каже која компонента треба да се ветира. Го имаме албанскиот модел, точно се знае, тоа е уставен модел и законски модел, што е ветирано до сега и што ќе се ветира во перспектива. Ние да успееме само да ги провериме сите овие што без диплома положиле правосуден испит, ќе бидеме, јас мислам, повелат. Знаете како, ние некако не можеме да се устроиме по моделите. Пробавме да примениме некои од познатите модели, па има реакции вакви, такви, па ќе останеме без суди, па ќе останеме без обвинители, па не знам, има одговори на сите обиди за да се направи тој ветинг, има. Меѓутоа, ја принципилно прашувам, дали како граѓанин можам да му верувам на некој да ме суди, да ме обвинува, ако тој не го почитува закон. Принципилно. Може ние да креираме наш модел? Самите услови ни го наметнуваат тоа. Ме разбирате? Значи, без разлика, таму им проверувале имотна состојба, им проверувале дипломи. На некој начин се приближуваме до тој модел што проверува дипломи. Така? На некој начин. Меѓутоа, каде е честноста тука? Значи, честноста, тоа мене ми е... Дали некој може да дели правда ако не почитувал закон? Тоа ми е прашањето. Дали 1, 20, 5, колку има, може би има во судот има такви суди, може би имаме такви обвинители, ние не знаеме. Значи, ние сега се најдовме во ситуација дека не можеме да веруваме на институција. Бидејќи таа институција издала решение дека некој стекнал право да полага, иако тој не исполнил услови. Тоа е нашиот проблем сега. Од таа причина кажувам дека треба све да проверим. Кога зборуваме за модели, се согласувам јас со теоријата, ама ние имаме сега конкретен проблем. Ја ви зборувам за практичен модел на ветирање. Имате во Албанија и во Африка има модели добри, што јас сум ги анализирал, сум ги простудирал и на крај сум предложил еден модел кој би можел да биде соодветен за наши прилики и услови. Сега кога зборуваме за модел, ние од 2005 година правиме судски реформи, уставни измени, веќе 17 години, судски реформи, сега се зборува за нова некоја стратегија тамо за 2027 година.
И едноставно се како граѓани се чувствуваме дека сме во еден воз кој што Јас сакам сега едно воз што од страна значи се го ниша дека се движи. Ниша, мислиме дека одиме некаде, а во суштина стоиме. Така да најпросто прашање. Како утре јас како граѓанин или кој да е, ќе може да му верува да речеме да, тоа е предметот на идниот судија или идниот обвинител Џафери. Па не е само тој, тоа е работата што... Да, не е само тој. Појавата, значи ние збориме сега за појава, не збориме за изолиран случај. Ако е еден и тој, ништо не е страшно. Нема да работи судија обвинител и готово, не е проблем, ама ние не знаеме колку адвокати имаме така. Па кај дека ќе заврши академија, не знаеме. Значи ние не знаеме колку има адвокати, колку има обвинители, колку има суди. Сите тие го сочинуваат правосудниот систем и делуваат. И ја намалуваат довербата на граѓаните во истиот. Стаса до 8%, а и тоа е веќе разнишано. Значи, зошто? И тие са стари бројки. Зошто? Ако дозволите сега, прозборевме за ветингот, така. Ветингот прв пат е употребен 2004 година од страна на генералниот секретар на Обединетите нации и тоа е употребен како термин за проверка на судиите и способноста на судиите, честноста по сите принципи на вршењето на судската функција, само за земјите кои се во транзиција или за јужноамеричките земји, кај што важи принципот на пронунциаменто, така наречено, тие го викаат. Тој принцип се менуваат властите, но се по-лошо станува во државата и по-лошо се спроведуваат законите. Кај нас ветингот, за да се направи, прво треба да има поширок консензус од политиката и од народот. Второ, да се утврдат точни принципи врз основа на кои ќе се утврдува содржината на неправото кое ќе значи и разрешување од судска функција. За да не дојде до израз, што вика колегата, дискреционото право, јас си ми политички противник, сега дојде време да се осветам. Не тоа, ние треба да направиме точни и прецизни принципи за утврдување на неправо. Односно, повеќе имаме ли политичка волја? Имаме само тие што знаат да прават и што можат да направат, никогаш не се повикани од власта. Тоа морам да го кажам. Примерно, јас од 91 година сум ги донел сите закони за судството и правосудството, почнувајќи од законот за судовите, законот за не тоа од моја желба што сум сакал да го направам. Тоа согласно на член 7 од Уставниот закон, бевме должни во рок од 6 месеци да ги донесеме тие закони и да ја конституираме судската власт. И поточно во членот 15 од тој уставен закон, ние моравме да извршиме избор генерален на сите суди. Тоа беше ветинг тогаш. Меѓутоа, ние тоа не го направивме како што треба да се направи. Како да збориме за тоа враќање? беше погрешно. Погрешно. Генерален реизбор на суди, практично. Интересирајте се колку суди кои у држави од Источна Европа имало генерален избор, тужиле држава пред Страсбург и добиле државата и биле вратени. Тоа е друго прашање, сега да не зборуваме за личните небулози. Само уште нешто да кажем. Значи, ова последна оставка што дојде од тоа сакам да прашам. Како да зборуваме ние за враќањето на довербата кога тоа не се случи? Изјавата дека се надева дека судскиот совет ќе избере преседател по мерка на бизнис судски елити. За мене е загрижувачко како професор по уставно право кој се бави со проучување, со студирање на тој реформски процес на правосудството, особено на судството кај нас. И значи не збори веќе за политички некои притисоци или партиски притисоци. Значи зборува за елита некоја. Кај се парите, таму е судска, правдата. бизнис елита. И тоа за мене лично, но и за многу мои колеги е загрижувачко, бидејќи сега се поставува прашањето за моделот. Ние зборевме пред малку за моделот. Судскиот совет ги избира и ги разрешува. Многу
значи, нашиот приод е во составот на судскиот совет. Се занемарува поставеноста, надлежноста, ингеренциите, функциите што ги има судскиот совет. Така да, еве, компаративно, у Холандија извршната власт ги бира и ги Тука беше собранието порано. Собранието. Па ни се случи таа една ноќ спектакуларна и после тоа го смени. Холандија е стожерна европска земја што се При крај однесува до сакам да владење на финансирам правото. Значи, тоа е сега еден нов момент што не враќа назад на некој начин, бидејќи се отворат некои дилеми во јавноста, која е таа судска бизнис елита? Тоа е прашањето. Јас може да ќе дозволите. Ајде, Слободно. 3 минути до до 3 одија. минути. Значи вие имате минута. Видете, овде не станува збор за судска елита или не елита, туку станува збор за спроведување на уставот и правната држава. Практично, судскиот систем, по Келзеновите теории, тој функционира по собствена совест и видување. Тој веќе го нарушил принципот на чек баланс, на кочница и рамнотежа. Со самиот факт што судиите сами ги бират членовите на судскиот совет и истите членови на судскиот совет кои потекнуваат од заразената средина која бира и избрала, не може тој судски совет објективно да ја утврди вината и невината или да го спроведува законот за судски совет и другите закони. Меѓутоа, официјален и неофицијален е притисокот на судовите. Основната функција на контрола на функционирањето на власта, бизнес според вас? на власта е собранието на Република Македонија. Главната функција му е контролната функција. Како да ги контролира? Тој ги контролира со носење на закони, со воспоставување на дисциплинска одговорност, тоа е јавен притисок, а неформалниот притисок е преку функцијата на избор и преку функцијата на донесување на закони да прави смена на судиите, разрешување на судиите, преместување на други места, а пак од друга страна, за да судиите му служат на одредени елити, како што вика новинарот, тоа е практично носењето на законите од одредените политички партии кои вметнуваат такви одредби кои му даваат за право на судот да одлучува за све, како за вината, како за казната. Ние се обидовме да направиме хибриден систем и професорот, адвокатот Мајкл Карнавас има одопсе напишана книга и точно кажува кои се слабостите, кои се причините, кои се притисоците и така. Ивановска, сакам да ја слушам. За мене само бидејќи мора да значи, битно дека во уставната теорија се подвлекува како слабост за судскиот совет како модел ова дека мнозинство на членови потекнуваат од иста власт. Тоа е судската власт. И за мене е сега загрижувачко, бидејќи веќе претходната председателка на судскиот совет рече дека се надева дека ќе се избере председател по мерка на така система. Значи, јас сум загрижен за тоа дека да не сме стигнале веќе после 17 години до таа точка да у практика да имаме слабост за која се потенцира во уставното право, во споредбеното уставно право за судскиот совет, како модел за избор и разрешување на мораме да суди. студивуваме, сакам Ивановска да слушам. Мислам каков и да ставиме модел, ако имаме честен пристап, секој ќе биде добар. Ние се покажуваме како општество дека и најдобриот систем да го воспоставиме, бараме прво што бараме начин како да го заобиколиме. И како да се тргува со влијание. Таму има трговија со влијание, тоа е дефинитивно очигледно. Така да мислам дека она што треба да се промени кај нас, тоа е менталитетот, свеста на луѓето и да знаеме дека сите имаме заедничка цел. Ако имаме заедничка цел да се движиме напред кон Европа, тогаш треба малце да бидеме свртени повеќе кон професионалците и со помалку влијание
особено од политиката. Можеме ли да очекуваме нешто само со не сите тројца? За сите тројца имам по едно прашање. Во наредниот период од ДКСК во однос на предвремените да продолжите со некој нов агол за аферата предвремени правосудие? Да, јас истото го размислувам. Мислам, не сме утврдиле точно од кој аспект ќе продолжиме, меѓутоа мислам дека условите се многу зрели оваа појава да се расчисти до крај. Професор Шастивари, 449 уверенија со различен степен и различни кредити во период од 2008-2012, рековте законот. Најглавен проблем. Да, го објаснивте. Значи, се законски, Беџити рече... нема од Државниот просветен инспекторат при вонредниот инспекцијски надзор констатирано дека има незаконско постапување. Морам нова да докажем. Констатација дека има незаконско постапување. Да. И затоа процедурата е запирана. Значи, ние тоа го прашуваме, упатуваме писмо до просветниот инспектор и му викаме да ни даде одговор дали стручниот назив дипломиран правник е издаден согласно важечките прописи од областа на високото образование. Тој не вика ни да ни не. Нема одговор. Па тоа јас го кажувам. Нема. Значи, ама нема одговор. Наод од надлежна институција како е Државен просветен инспекторат дека ние има незаконско во постапување. инспекцијски совет баравме да се направи увид на неговата работа. Колку предвремени правосудни испити сте дозволиле како министер за правда? Ниеден, затоа што имав еден вреден човек кој ми ги гледаше сите документи, тоа е Јован Проевски, еден врвен правник, доктор на науки, еден човек кој ми овозможи и јас да заживеам со правото и да го научам правото. Ви благодарам што вечерва бевте гости во 24 на Благодарам. Почитувани, ви благодарам на вниманието, останете со телевизија 24.